Значи, јавната администрација во континуитет се намалува. Прво беше 180.000 секупната јавна администрација поради политичката криза за главен парламент, се дава мандат на идниот премиер, не се дава мандат, ќе има избори, ќе нема избори. Сето тоа овозможи еден дел од администрацијата да се намали, без да се пополнува. Кога станав премиер беше 165.000. Во моментот е 148 или 149.000. Значи таа, иако се пополнува на потребните места, не се пополнува со таква динамика како што се упразнува. Прво треба да знаат граѓаните дека таа се намалува. Од еден таков аспект зборувајќи, ние во иднина разработуваме планови да мотивираме граѓани од јавната администрација по сопствена волја и убедување да прифатат подобро платени и поперспективни работни места во приватниот сектор. И сите тие алатки ќе бидат навремено испрезентирани кај сите луѓе, затоа што еден дел државата ќе го финансира во одреден период, за да може да се преквалификуваат сите тие луѓе, но целта е тие да имат и повисоки плати и поголема можност за напредување и за растење на платите и севкупно нивно интелектуално напредување како граѓани наши. Тоа е процесот, многу земји успееле во тоа и ние ќе успееме. Значи никој нема да изгуби работно место, никој нема да остане на патот, тоа се нашите граѓани. Гледате дека ни треба и квалификувана работна сила, барат бизнисмените, деловните луѓе, тие ќе бидат се повеќе подготвени да дадат повисоки плати и тоа повисоки бруто плати, не само плати, и верувам дека целото тоа ќе биде уште една алатка и карика за нормализацијата на економските перспективи во нашата земја.